Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека но сигурно загубивме допир со себе и реалноста. Затоа, денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален, човечки муавет со пријателите. Јас сум Жарко Димитриевски, а ова е 1 на 1, сезона 12. Има вакви возила, има онакви возила, има и прави зверки. Ако си како мене, сакаш кога патуваш да имаш комфорт, имаш комоција, ама најважно од се човече да уживаш додека возиш. Па во што ќе патуваш? Ова е моќна, безбедна, преефикасна хибридна машина што може да ти го пружи тоа задоволство. Без разлика дали патувањето те носи во центарот на градот или пак на крајот на светот, ти, брате, сакаш да стигнеш таму со RAV4. Тивка, елегантна, стилска, безкомпромисна, добитна комбинација на луксус и технологија. Safety Sense системот те пази и тебе и сите околу тебе во сообраќајот, нема друг ко него. Моќ, 2,5 литарски мотор со 4 цилиндри, високо ефикасен хибриден погон трансформиран во 222 коња што ги влечат сите 4 тркала. А сепак нема ни шум од моторот. Сега, ако колава е безшумна, не значи дека и ние треба да сме тивки, ма има да галамиме како никогаш до сега, зашто на гости ми е Тијана. Нема потреба да ви ја представуваме. Ало? Ало, тоа пансионот Преспав ли е? Ja, bitte, повелите. Ја би една соба, ако може. Има проблем. Соба нема сите зафатено. Како нема соба? Нема соба. Зафатено од сега нема заради ова цела ковид ситуацион. Има само 3 соби и они сите полни. А вие слободни ли сте? Не, ја мажена за мајн куки, мајн лип куки. А добра, А другарско кафе бар да правиме? Може, ја. Каде дојдам? Симнете се пред града. Може, ја. За 10 минути. Ве молам до терам. Ајде, видиме. Ве молам до терам. Потрудам, ја. Чао. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Hallo? Јас спремна до терена за кафе. Кај ти бе, жаренце, друже. Кој си убава човече. Фала ти, мили Се мој. поубаво, поубаво. Фала ти, мили Жарко. Добра си бе? Very nice. Леле, гледај колку убаво време, Најубав ден сме одбрале да се видиме. Чекај, да Па видиме како го Господа. шараат небото, види лепота. Се врза? Се врзав ја секогаш прво влагање околу се врзувам. Ти се допаѓа возилото? Многу ми се допаѓа возилото и многу ми се допаѓа што си еколошки освестен и што возиш кола на струја. Знаеш ли што ми се Имаш случи? на Војна такви ми која работи? купи ауто на струја, не знам која марка е, Аха. небитно. Дори викам, Јулијано, пали аутото, она вика, па работи. Шо работи, ма? Да. Не се слуша ништо. Како да не буткаат. Да. позади. Гениално. Ем не загадуваш, ем не се слуша ништо. А знае збунувачки да биде на почеток. Па А да, после тоа кога ќе влезеш у нормална кола, па ти е чудно. па чудно ти е и таму. звукот ти е чуден и смрадот ти е чуден. А тука што ти е чудно у Скопје, пошто ти си белграđанка? Па добро, знаеш како, ја доаѓам често доаѓам у Скопје, мислам, Добро, не е да, тоа на да, крај да. на светот. Така е. Плюс Има од само Батов. 442, така е, ја за 4 непуни сата сум Да. до влагам у Скопје од Белград. Возиш брзо си од тие? Не. Не? 120, 130, плафон 140. Што збориш? Не дивљам ја, никад не сум дивљал. Добро. Многу внимателно возам. Многу сум совестен возач. Последна казна кога ти била? Пред година дена овде у Скопје. Зошто? Па погрешно се паркирав. А, добро тоа сега. Абе, знаеш како, инсистирам увек на тоа да, не знам дали има тоа сега кај вас, Добро. али у Белград се појави Око Соколово се вика. Оф. И те снимаат ако погрешно се паркираш, човече.
Значи сегде има камери. Сегде има камери. Или ако нема камери, онда има овие што возат као овие наши што возат Овие испречо, не господа, снимаат да. загревата што се. Го гледаш ли со го главата гледам, надвор, бе? полека дечко да А не ќе настигне? испаднеш. А да, ти идеш лепо. Фала Добро, дечко. добро, фала. Да, фала дечко. И што викаш, ти стига И у ти пошта? стига, не, ти стига љубавно писамце на куќа. Дома, Маша. тамо кај што си пријавен, кај што живееш, Да. стига љубавно писамце дека се. Ме праша што која е разликата помеѓу Скопје и Београд. Тоа ли ме праша? Па да Или- речеме. Да речеме. Ти Скопје или пропрашуваш си сама па ти што? Ама не него нема Скопје нема некоја голема разлика како ти кажам. Има Само уствари- големината. Само е разликата е у километража, односно у Београд можеш некако да ги расшириш раците овака. Аха. Ме разбираш? Имаш поголеми Ова е малку можности. така. Али е исти друго пакување. Исти Менталитетот, сите све, тие све, работи. Све исто, бе, ние сме исто. Проблемите. Абе, све така, е исто, човече. корупциите, глупостите. Не, апсолутно нема никаква разлика. Само што е поголемо. Исто, с друго пакување. Да. Исто е. И да речеме колку пати Исто е, рецимо, кога ќе влезеш од си бил, рецимо, лупам на Копоник 5 дена Добро. и се враќаш од Копоник, влагаш у Београд, исто смрди. Да. Исто, така, иста така. е смрдената. Од Мавро кога доаѓаш од Исто, Скопје, исто, оно. али идентично. Да. Неверојатно. сваќам. А што прават сега? Ја бев скоро и некога добив впечаток кога да се потепуваат од градење. Као онака баш. Па знаеш како мене Што пред едно прават? 10 години ми се смеја. Имате овде споменик. Шта ќе мој споменик? Шта ќе мој Е, сега споменик? нави. Шта ќе мој? Да. Сега? Ете ви го нема Еве види ова сега Па, што па. имате, не знам, Београд на води, па убаво е тоа што е Стефан Немања. Аха. Го сакаат, Па мислам го се сакаат, гордеат па вака. се гордеат. Па, добро. Вие што сме патриоти, што сме Добро. што си ја сакаш, што си го сакаме своето. Да. Нешто е проблемот, исто и со наша, со оваа наша земја и со овој наш народ, исто е и во Србија исто и у Београд и све тоа исти народ. Добро. Све тоа исто. Ама проблемот? Али проблемот е што никогаш не сме, не ни е тоа во кодот да си го сакаме нашето. Него секогаш туѓата Посладко, поубаво. туѓата кака поубаво сакава. Да. Кој Увек највеќе тамо ја добро сака прве. Македонија, да речеме онака? Кому му е најпри срце од овие познати Од овие познативе, Да. мои пријатели. Да. Па Сергеј Трифуновиќ. Ето. Он инсистира на тоа и он и Дејан Миличевиќ Добро. да зборуваат на македонски. Стално со мене. Значи тоа е неверојатна работа. Они да зборат. Они да зборат, ја ќе им одговорам нешто на српски, он ми одговара на македонски. Значи неверојатно. Никола исто многу ја сака Македонија Којо. А кој? Пардон. Кој Он глумеше у преспавнели овако? меѓу другото беше Да, гостин да, на да. четврта сезона Преспав. А што вика кој за Македонија? Одушевен е. Прво што му паѓа на памет, он вика ја ќе умрети гладан и дебел. Аха. Али прво што му паѓа на памет е како се тамо добро еде. Па има една кафана бре. де јагњетина. Па ова, па она и така. Чекај, зар немаат па таму кафани или друго? Абе имаат кафани, ама друго јадење овде, човече, друг е вкусот овде, друг е Значи пристапот. без онака лажење, него така Друг е. е пристапот и тоа Никола стално го зборува. Ама вика. келнери ово оно тоа Да, топлина. вика, да. Зашто вика вие сите македонци вика сте непосредни вика. Така е, добро, точно. Нормални луѓе, отворени за Без некоја грандиозност. Не, нешто. апсолутно ништо, вика, природни луѓе. Вика, знаеш што, свати, вика, со години, дека сте неоштетени. Како Опа. нација, како народ. Значи, на 5 септември се преселивме со муж ми од Сомбор, Београд. А пробевте Сомбор? Прво бевме у Сомбор, тие Утем Сомбор? првите 2 месеца забављање бевме у Сомбор, па муж ми од Сомбор. Така. Денес му е роден ден, by the way. Еј, да му е среќен. Викам, љубави, нема да бидам тука на твојот роден ден, идам да снимам со Жаре. Имам Добро бе, вика, плажна љубави, па работа. тоа ти е работа, вика, мораш. Браво, бре. И вика, добро бе, па ти пееш. Пеевче пуни денес. Што е тоа пее? Сега ќе го сланеам друга работа, ни джурка, вика, може да направам. ни Пее се ништо. прошло. Пеевче, човече, вика, добро, на пола сам. Претеко сам.
Како вика? Замисли. Да, бе, Замисли, да. врати се кога си имала 18, како Ау. ти делувало ова далеку. Oh no, 18 кој имав кој ќе каже некој дека има 50 години. Како дедо да е нешто Ау, старо. матор утре, уф. И чега се осеќаш нешто позрела, нешто не знам Не, повам. не. Истиот човек си. Не, исто е. Па јас зашто стално зборувам дека тоа се само бројки? Да, Тие буквално. години се само бројки, битно е како се осеќаш. Најголема светска Натре- лага е дека кога си дете мислиш дека постојат возрастни. Уствари Да, не постојат. Не возрастни. постојат, ама све е битно како ти се осеќаш, како се чувствуваш, како се понашаш. Ја у Мислиш главата дека сум они уште знаат. 16. Дека они се тие Да, што многу као знаат. да. Сите знаат све. Сите Ау, знаат, со вау. годините знаат, доаѓа мудрост. Али, кога ќе добиеш деца, Добро, добро. не знам дали си го провалил тоа. Ајде, ајде. Како гледаш на тоа, децата како се раѓаат освестени, човече. Аха. Колку децата се раѓаат, поготово деца кои се родени од 2000-та, Добро, па добро. наваму. Како све знаат. Тоа Да, ти бе, се да те така разбирам, наречени така. дијамантски кристални деца. Али све знаат. И ти онда кога на ќе што кажеш се кога ќе должи се тоа да вратиш го на успееш? немам појма. Технологија, или дека од старце со Питај таблети Бога. со чуда. Питај Бога што е, вероvatno е тоа. Али рецимо Вук, еве ќе ти кажам една случка. Аха, Кога јас разбрав дека моето дете знае, дека моето дете се родило научено. аха. 5 години има од тој момент, се враќаме од градинка, идеме пазариме у прехранбена индустрија. Ова. Идеме у месара, да пошто сме месождери у тој момент, и муж Добро. ми и ја. И сега купуваме месо и се влагаме у месара и он ги гледа. Имаш свинска глава, джигерица, пилетина, ова. Гледа онака, го гледам месарот. Гледа месото и вика: "Ви сте лоши људи." Ај, А ја вака у него. гласно, Ја знаеш што да правам? Викам, молим се, дете, платам, држне да Да, да. искачаме назад. Не, нисам завршио. Вау! 5 години. 5 години. Добре, реков, учи, изволи. Аха. Имам да вам кажем, директно му се обраќа на На место. касапо. Ви сте лоши људи. Ово што ви продајете, то су мртве животиње. И ово што ви продајете, то е страх. Сад сам завршио, можемо да идем. Ја, Говор, еј, оратор. знаеш што, кога ќе изгубиш моќ на говор, не знам што да му кажам. Браво, браво. Идеме дома, ја вака го седнем, пошто јас Насика со се син ми како да имам таков, пристапиш. јас со син ми имам таков однос. Како другари? Така е. Браво. Се знае граница кога сме Нормално, ортаци, нормално. кога сме мама и син. Точно. Викам, тъпче, шо беше ова преска у месара, може да ми објасниш? Мама, ти цитирам. Значи, ќе го цитирам. Што вика? Ти кад добиеш животињу, она се бои. И ти автоматски једеш тоа што се она уплашила, а то не е здраво, ја да ти кажам. Ја му! Шо да му кажам кој управо? Ништо, можам да речам почнем не, да, добро, почнем така да е. копам. Само гледаш углото Почнем- и па како резонира, видиш. Да, почнем да копам у градинка дали има некој што е да. веган, вегетаријанец, Да дали не има учеле некоја... лекција некаква. Така, да од кај да не знам, викам да не учевте вие нешто, дека месото не е добро, дека тие луѓе што јадат месо се такви, дека ова, дека... И добро, мене не мрзело, почнав дубле да копам. Добро. И установувам со разни статии, Аха. кои што ги прочитав и што истражив, дека децата се раѓаат освестени. Ние ги тераме да јадат. Да избегаат од суштинско одеме, Е, да си жив и здрав. Баш од суштината. Нешто вишо. Така е. Можда. И ги оштетуваме. И не јадете Автоматски. веќе месо? Не бе, јадеме еднаш неделно. Добро. Јадеме Ама еднаш тогаш се неделно. лапале почесто. Не, да. Еднаш неделно, 2 пати неделно јадеме риба. Им требаше едно време да се навикнат, ја ќе изнесам све и свја без месо. Али све! Пуна стало вака јадење. И они двајца. Добро. А што ќе ми конкретно да једемо? Де е месо? А, викам, сега ќе мора да почнете да се навикавате. Без црвено месо, без такви да. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро.
мала промена за голем резултат. Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Се бурам са бајле, гледам немам денартјор. Треба да платам струја, вода, телефон. Ако зајмам од перок има проблеми еден тон. А во банки има гужви милиони. Треба брзо, лесно, сигурно, пари на број. Без губење време, без чекање стои. Да завршам работа кој 1, 2 и 3. Од дома се до 7, знаеш такви луѓе ти. Преку телефони не, цело време достапни. Продавниците за пари сегде се отворени. М брз, М најдобри. Слушни жаре што ти збори во М, кеш аплицира и си. Перењето на надворешните површини никогаш не било полесно и позабавно. Перачи под висок притисок од Black & Decker. СБДМК за тие што создаваат. Кисело млеко со богат и освежителен вкус во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Во секоја ситуација ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Корење. Преми си ги ските и дојде на кај Маврово. Маврово. Чист воздух, авантура и забава. Павлака со мокен вкус и здрави состојки во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Ево го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ќе има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во Маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Ново од креаторите на Бекутан. Во продукција
концентрација на алкалоид. Од септември првача. Не знам дали е спремно. Оги, умно растеме заедно. Kids Vic во аптеките близу вас. Денеска што пиеме? Денеска пиеме Detox Mix од Good Nature. Чајна мешавина која поволно действува за детоксикација на организмот. Купете си го Good Nature Detox Mix. Аплицирајте во M-Cash за брз заем и со секој одобрен кредит влегувате во игра за награда нов автомобил. Токму така, кога M-Cash слави роден ден, подароците ги добивате вие. Одете на mcash.mk и дознаете повеќе. Има ли нешто посмирувачко од правење леп? Значи, месење тесто, тоа е како медитација, а мирисот на свежо испечен леп, тоа е вистинска ароматерапија. Но ако сакаш да направиш највкусен леп, изборот тогаш е само еден и мора да е само еден. Моето брашно од Кадино ви е незаменливо. И ако сакате безпрекорно да изчистите по дома, да го изчистите подот, ама не сакате да користите хемикалии, тоа знам звучи речиси невозможно, ама ако ги прашате во Горење, тие ќе ви кажат дека решението е во чистачот на пареа, без хемикалии, без детергенти, до совршено чист дом. Побарете го чистачот на пареа во салоните на Горење. Многу се снима у Србија серии. Да. Многу. Многу. Кој тоа го финансира тие? Немам појма. Што е тоа? Не знам. А зошто толку снима? Па снимаат, перат пари. Не знам, стварно не знам. Има ли некој што не глуми од актериве? Како? Има некој што не глуми? Ја мислам сите глумат. Сите играат. Така? Значи сега одеднаш се појавија толку серии да стално се прашувам, добро, кои се овие луѓе, од каде овие глумци? Знаеш, сите се сакаат да глумат. Сите идат на факултет драмских уметности или факултет лепих уметности. Или програмери или ова. Да. Неверојатно. Петар Стругар, инаку мој многу добар пријател. Од Монтевидео. Меѓу другото, да, тоа му е прва улога. Ја не могу, жено, не можам, века да стасам, века да се погледам во огледало. Сниме се, само што заврши Златни дечко филм. Добро. Огњан Јовановиќ е режија, одличен филм. Па онда почнуваат сега и со Сенки, трета сезона. Не знам, вика, да се, не можем да се собера. Абе, немало муабет ти да играш? Не знам, знаеш што е проблемот, што ја немам, прво што немам агент, друго што не сум влезена во таа нивна, како се вика, у тој нивни... У бубањот? Не, па како се вика тоа... Знам зашто да ко синдикат за актери, како и да е. Меѓу другото, малце сум мрзлива по тоа прашање и покрај тоа што и Којо, и Стругар, и Сергеј ми рекле сними шоурил, направи го, да измонтирај го. Така е, измонтирај го, вика, направи го и вика, фино лепо да те имаат у тој програм. Да, добро, не дошло до тоа. Така да. Ама еве, преспав сега како се снимаше, нели, со ковидиве? Па знаеш како, многу беше мачно. Мачно, не ни беше на нас, не ни е мачно никогаш да снимаме, пошто имаме добри сценарија. Ние веќе се познаваме како огромна фамилија. Не знам дали знаеш за податокот дека и покрај тоа што снимивме веќе повеќе од 150 епизоди. И секогаш кога снимаме по 35-40 дена заедно со се. Од сабајле до вечер. Со припреми од сабајле до вечер по 12 сата знаеме да бидеме на сет. Никогаш не се случило да некој повиши тон на некого. Да има тензија нешто? Никогаш. Освен... Тоа сите го кажува. Освен помеѓу брачниот пар Ула и Кост. Да? Да. Скоро Јелена нешто. Дали минатата сезона беше или оваа сезона више не се ни стеќа? Леле, вика, вие двајца сте стварно као брачен пар. Знаеш, се дешава Игор да, не знам, да ждригне на снимање или на ручек, да каже, свиња, како не ти е страв. И така, буквално као... Ти ке ми кажеш. Не, као брачен пар. И Јелена вика, ова вика застрашувачки. Види, има малце соживување, има, и хемија си има тука таква, што... Како не бре, па брачен пар. Брачен пар, нормално. Не се поднесуеме. Како и секој нормален брачен пар. Ама сакам ти кажам да вистинска фамилија која што се поддржува, која што ја, рецимо, тоа ми беше мене ватрено крштење. Мислам, никогаш не сум имала прилика, нити сум имала
можност да играм у таков формат како што и они има на почетокот проблем. Никогаш немале додир со ситком. На сите ни беше ново, а мене поготово. И како начин на снимање, и како глума, и како свежо видео. Али има толку голема поддршка првенствено од продукција Охо. Браво. Првенствено од нив. Па после од сите колеги, кои што стварно беа и од самиот старт, па и до ден денешен. Кој највеќе ти помагаше технички, онака, знаеш? Елена и Васил. Да. Елена и Васил, технички, за учење текст, мене тоа ми беше најголемиот. Да ги запомниш? Како ќе ги спакувам, викам, репликиве од денес за утре, пошто ти добиваш сценарио, сценарио, рецимо за утре, снимаш утре, ги го добиваш сценариото во 5 додека ја снимаш предходната, односно таа епизода која што и ти го дава новото и ти викаат ова е за утре. И ти прво тоа е цела епизода. Така, и ти прво што взимаш, гледаш колку имаш, у колку сцени си и си викаш, окей, имам време, имаш онда лупам 2 сата време, пошто ние глумците сме платени да чекаме, не да глумиме. И онда тие 2 сата зимаш, као што јас сум бубалица невидена. Со маркери се све, цел фазон. Маркери и имам време да го прочитам цело сценарио, да знам, тоа Елена ме научи. Земи, читни го, вика, додека кога ќе го земеш дуре врукјо, читни го, вика, цело, и после, вика, кога ќе завршиме со снимање, идеш дома, пред да се истушираш, уште еднаш, вика, го читаш цело сценарио, фрлаш туш, јадеш, уште дур си у материјата. Добро. Фрлаш туш, јадеш, дур јадеш, уште еднаш целото сценарио, пред спиење само твоите реплики, са бајле стануеш, а се станува негде околу 5-6 саат са бајле. Пошто од 7 више трга. Така е, од 7 си више на сет, да за шминкање, за свашта нешто. Пошто мора турбо да се сработи. Така е, и од са бајле, вика. Првото, вика, уште не си го испила кафето, дур си глупа. Уште еднаш, века, го читаш целото сценарио. Твоите реплики, дур пиеш кафе, само твоите реплики. У пат, додека си на пат од дома до телевизија, го чита, и го имаш пакувано. Не ти треба више да го држиш у рука. На толку читање, па... И така мене Елена и Васил ме научија како да... Чекај, значи тие 45 дена тоа се сведе само на преспав. Апсолутно. Нели? Али сега нема време за излагање, кафани, не знам што. Сега во пандемиски услови установивме дека ни беше тешко само од еден аспект. Не се дружевме уопште. Пошто ние практикуваме стално кога снимаме, се завршува, рецимо, лупам, снимајуќа неделја, до петок се снима и петок и сабота сме слободни и идеме или у кафана или обавезно, секоја недела. Сега тоа не смеевме. И никој не прекр? Да. Ова сезона дур снимавме, завршивме порано со Дритон. Еден ден? Шо го игра талат. Викам, брат, ајде идеме пешки, викам, шо ќе го мучиме, викам, Ѓоко, викам, да не вози до дома. А тука живееме близу. И се фати, добро, чак. И викам, ајде идеме пешки, и сега поминуваме пешки, тука една кафана близу до телевизија. Гледам, нема никој, викам, абе, работат ли луѓе во, вика Дритон? Не смееме да идеме у кафана. Абе, викам, нема никој. Ставај маските. Так, маските влагаме внутре. Никој. Само двајца конобари. Да, и вие двајца. И ние двајца. Работите? Абе, вика, работиме, ама имавме план да затвориме за едно пола сат. Абе, викам, може саат време? Една пијачка. Една ракија да се напиеме, викам, едно мезе да не донесете. Ајде, може. 15 минути покасно Васил се јава. Кај сте? Викам, таму и таму. Доаѓам. Леле, викам, како дознал бе па тој па дека? Викам, ако каже на некого, изгоре смо. Да. Никој нема, стварно никој немаше у кафаната. Никој немаше у кафаната. Ама никој нема ништо прекршено тука да се разбереме. И као да знаев, јас ја снимив цела кафана и нас се глупиравме едно време и се снимивме и добро го имам тој снимак, за не дај Боже, као да знаевме. Утре дента, од продукција, зашто го прекршивте договорот? Пошто немавме подпишано договор. Дома, студио, не е за занција. Не, можеш да собереш негде нешто, значи тоа не сме да го има. Точка. Сте подпишале таков почитувајте го тоа. Ваму сте, не знам, 40 души, 50 души, со се збориме екипа, све заедно, со светло, камера, сценографија, ние сме тестирани, заштитени сме колку толку. Има договори, нема играчка. Така е.
Освен Фала му на Бога, ништо не помина. Не бевме казнети, но бевме опоменати. Добро, имав ти доказ дека никој немало Така е, таму. никој немаше. Еве, викам, ја имам корпус деликатес. Повелете, немаше никој. И стварно бевме само сат време, ама толку убаво ни дојде. Се опуштивме, тоа беше некоја втора недела снима. 10 дена пред да не затворат, изговорив на глас, што никогаш не ми се случило. Со другарка ми седевме дома, пиевме кафе. Викам, леле, да може некако да застане светот само на 3 дена, да се одморам. Значи ти си крив. Само да застане, све да застане, да не морам нигде да мрднам, 3-5 дена да не морам да мрднам. И светот рече, еве ти, Тијана. Светот рече, еве ти, Тијана. Година, 2. Еве ти една пауза. Не знам дали знаеш како се вика онаа пауза кога ќе земеш нотно писмо, Добро. некоја партитура. Аха, како се задавам да зашо знаеш. И после ваква е, вака изгледа, со еден лак немаш и точкичка и една? точка една во средина. Таа пауза, тоа е пауза, која што се случува во некое музичко дело, кога диригентот ќе ја даде таа пауза и се додека он не каже Стоиме и кјутиме. Стоиме и кјутиме. Таа пауза се вика корона. Сериозно? Сериозно. Еј, браво! И така, ете сум Се на случи пауза корона. од 11 март. Да, а бизнесот трпи сигурно, така се. Настапи нема Па ништо такво. нема, се сведе на онлайн. Ќе дојдеме. Сега веднаш. Само малку. Се сведе... Сега да? Еве, сега одма. Се сведе на онлайн. Да. На онлайн концерти, Какви се вре тие Инстаграм онлайн објави, концерти, човече? разноразни брендови кои што инсистираат на тоа да се рекламираат на Инстаграм, па ете така сега живееме од онлайн концерти од Инстаграм. Тамара и јас од скоро инфлуенсерство. имавме, да. Тамара и јас скоро имавме концерт на Тоа беше супер. една апликација, Ubox се вика таа апликација, Тоа беше малце за промоција на апликација. Така е, лайв концерти, снимци, снимки разноразни од разни изведувачи. Не има доста на таа платформа кои што снимивме своји као профили. И имавме тоа, али многу чудно вака во една просторија со цел бенд позади тебе, со филмски работници, продуценти, Да, публика 5 нема. луѓе, нема публика. Исти, што вика Рамбо Амадеус, како авион иде на керозин, ауто на гориво, тако ми функционишемо и идемо на аплауз. Така што ништо нема. Многу чудно. А ти пак треба енергија, да. Апсолутно, тоа ми фали мене највише од све. На страна финансискиот момент. Да. Мене ми фали таа размена на енергија. Што вика Јоксимовиќ, скоро се сретнавме, вика. Знаеш што ми фали, вика, кога излезам на сцена, она ми фали. Да. Таа размена на енергија. Шо чајче ова, ако сакаш да ми Не знам, види појмам само што. Ама ова мора да се извади од време на време, нели 3 минути само. Може. Зависи кој. Од 3 до 10. Камилица Ако е камилица храбра. на 10 треба да се извади. Ете така, чекај сакам сега, ја ти камилица отиде? многу сакам. Ако не се лажам, ти отиде како водителка, ти не пееше од почеток. Така беше? Многу убав чајот. Да, јас Нели? 2000-та година отидов од Македонија да работам како водител на телевизија Пинк, да водам емисија Бестовизија, која што ја водев неполна година дена. Многу кратко, бе? Па кратко, кога сватив кој се бави со музика во таа земја и кој се може да пее, и еден ден дојдов дома и му викам на муж ми, имаме ли ние пари, викам да снимиме албум. Што сите пеат, викам ја, што знам колку се радирам у штипки, викам знам и ја да пеам, човече. Фала Богу, се А разбирам. имам едно чудо, викам, луѓе, викам, во Македонија, кои што може да направат револуција, викам, овде во така се направи музиката. така, ти овде И тоа луѓе се од тука. случи. Дарко Димитров, Апсолутно, Дарко цел, па првите два албуми Миличе Дарко. ги снимаше спотовите. Роберт Билбилов беше исто еден од авторите на првите два албуми. Дури победивме на еден фестивал со песна на Роберт. На еден фестивал победив со песна на Дарко. И направивме револуција со тие први неколку песни кои што се појавија. Вика, ева водителка се почна да пее такви такви Марса ова пала. така. И не зна да прича српски. Имам ќе ви покажам ја за некоја година. Само се уходам. Само да послушам. Само да послушам уште малце, пошто уфрлав од време на време македонски зборови, тоа ужасно им
Пречеше на некои луѓе, на повеќето им беше симпатично, Да, бе. што и ден денес ми се случува, мислам, јас сум сепак од овде. Многу често ми се случува во некои емисии да вметнам некој македонски израз. А ти Како пречеше што ми се случува да вметнам и српски. така е, па нормално, добро. Па не може, мозокот функционира. Легитимно што вика Зоки бебе, другар ми вика, леле, оноа јубокс, вика, која те слушна, вика, како збориш, кој шизофренија да имаш, малце српски, малце македонски, вика, тешка шизофренија. Ама добро. А Тамара поемотивно ги разбира работите или исто е вака? Тамара е не поемотивна, Тамара е поизбувлива. Аха. Поизбувлива, србите имаат израз плаховита. И од дете беше така? Таква бе, од секогаш била Тамара. Побелјаджика? И е поемотивна. Во многу работи е посрчана е. Она која беше пред 2 години со Хана во емисија и Хана ти раскажуваше. беше во емисија. Беше, со Хана беше, да, и глумеше Хана. Лепотица. Да виж како глуми сега. Сега уште подобро, нормално. Чудо невидено. Кажа една работа, чекај сега да пуштиме само да видиш тука. Кој кажа, Тамара? Тамара нешто е, ајде ако може. Ајде ако ќе сакате. Значи, Каде бе? сериозно, да, не да сме. Да, имам голема лузна од некои 20 конци на вратот. Леле, дали тоа го зборио? Беше многу близко до главната жила и тоа беше уствари среќата која што јас се препотив. Возев мотор и се занесов малце и многу брзо ми беше. Како човек се занесува? Не, у паника заборавив дека треба да закочам. Тијана те пушташе вака како постара? На Тијана е тоа травма, тоа не ја прашаш кога ти дојде на гости што она преживе. Ма you don't wanna know. You don't wanna know. Леле, мајко. Ова е најголемиот страф у живот. Сега се препотив, ама не беше Тамара. Белјаджика беше, бе, човече. Кршеше нога. Мала беше колку дарен сега, која се акна у радиатор, па има тука лузна на челото. И тој момент, кога влезе у канцеларија на просветно дело со мотор, пошто уместо на кочница, она на газ, нема појако. Јас се сеќам, тогаш немаше телефони, тогаш им беа популарни пејџери. И мојот број беше, се сеќам, 7822. Аха. И ми стига порака ја на Афтер, после журка. И ми стига порука од мајка ми. Тамара е у градска, малце се исече, на интензивна, ама не е ништо страшно. Али само на интензивно? Каде? Јас се јавувам на фикстен, викам, мамо, каде? Вика, у градска. Кога? Са бајле. И ја у градска. Ти право таму? У градска, два ме пуштаат, викам, сестра ми горе, вика, знаеме, па Тамара е тука, више, неколку наврата дојде да разбираш. Ја знаеме Тамара. Викам, каде е, втори спрат? Со членска. Втори спрат. Идам ја влагам унутра у болница, у болничка соба. И ми вика тој медицинскиот брат, вика, не гледај многу лево десно, вика едно девече, вика донесува у корито, вика тука од лева страна, е вика сестра ти е скроз на крај. Влагам ја унутра. Леле, сега не ми е добро која збора. Она чалмосана, само очите се гледаат под наркоза. Вака отвора очи, вика, кај си ма? Викам, што направи, море, викам, ке те убијам, викам, сега ке те удавам, викам, каков стрес ми направи. Добро, викам, што си добро, која ми кажа докторот. Што уствари се десило, колку она имала повеќе среќа него памет. Од жила куцави, за да не покажувам на себе, милиметар. Она е позади на главата. Господ бе, Господ. Има Nike знак овак. На позади, Nike. Господ ја погледна. Реклама на Nike. Викам да се избричиш, викам да те сликам, викам да си да им земем пари на Nike. Што вака како тебе не мора нешто Зло и ново. наопако. Ужас. Тоа никогаш тоа нема го заборавам. Ја мислам дека ми го скрати животот за 7 години. Гледате 1 на 1, овозможено од Golden Art. Дом, не само стан. Значи сум позната како колекционер на ирационални страфови. Да, без потреба. Да, без потреба. Например, што може да те ужасен страф имам од тоа да некој додека беше помал сега, има веќе 12 години, ако ќе го видиш изгледа како да има 17, пошто е голем, висок, нема на кого да биде висок. Точно.
Помалку ја беше имав паничен страх некој да не го украде. Да не го украде? Да. Па имам паничен страх од земјотреси. Да? Да. Паничен страх. И од малечки? И од малечки. Татко ми вчера се јавува. Да, имаш. А ние сме на 9 спрат. Јас се распакував. Не, вчера, завчера. Така. Јас се распакувам и се јавува Велко и вика, абе го осетивте? Викам, што? Кога било? Гледам у едниот лустер, другиот лустер, ништо не се мрда, викам, кога било? Абе, како гостивар беше, вика, сега пред 10 минути. Викам, Брено, пакујте се, идеме доле. Кај ки идеме, ма кај ли си нормална? Идеме доле, си минјајте се. Абе, вика, кај да се симнеме, нема шанси, вика, да удри сега пак. Стално удире, таков мал удиреме. Паничен страх. У Белград си доле, горе, кај си? На приземје. На приземје? Браво! На приземје, бога ми не мрдам. Имаше пред неколку години еден многу опасен. Знам. Многу беше толку, ама не беше тука, а? Бев. Тука беше? Бев. Оние што беа у неколку и на роу. Да, кај што горе доле одеше. Ама неколку беа и на роу. Неколку дена. Да. И се затекнав дома сама, мама отиде да ја чува Хана. И останав дома, само нешто имав некој снима, више не се сеќавам зошто бев во Скопје. И 3 саца бајле. И почне да тресе, вака. Така. И тоа чувство на немок. Дека не можеш ништо. Ништо не можеш, не можеш. Немаш што да правиш. Нема контрола. На 9 спрат си. Значи, ако е на 3 овака, на 9 пута 5. Под маси нешто, се што при? Собирам пуњач, телефон, Одма, клjuč од кола и кидавела, под кали, не улив. Бог да чува. И се симињам доле, влагам, тогаш бев со минито, влагам у минито и чекам сега да дојдат и други комшии. Нема никој. Никој не доаѓа, сите се навикнати, разбираш. Му сајавам на Никола Мадич, 3 саца бајле, он живе на 11-ти, мојот пријател, иначе продуцент Иво Охо. И викам, Никола, шо е? Викам, ке се симнете? Зашо се симињам, ма спијам, дали си нормална? Викам, земјотрес има. Имаше, пушти ме да спијам, ај здрав. Ти. Јас се чекам, знаеш, некој друг да дојде, искачам надвор, се шетам ко глува кучка, сигурно пола саат. И ништо, под пола саат седев доле. Тамара беше на некој пат со мачка, више не се ни сеќавам што беше. Немам на кого да се јавам, човек. И ништо се качив гори и гледам на Фейсбук, го осетив, рекам, ја го осетив. Не сум нормална. Како викаш за Тамара, ќе те задам, ќе те она, си издалипила некој шамар? Мала која беше, добиваше озбилен ќотек. Да, маме. Да. Она ќе добие ќотек, па после ја од мајкам. Заради истото? Затоа што добила Тамара од мене ќотек. Ланчана реакција. Она са бајле ќе ме тепаше. Тамара. По телефон. Шо преш? Викам, се шминкам, идам кај Жарена. Сега са бајле. Што правиш? Викам, се шминкам, идам кај Жарена емисија. Сама се шминкаш? Па викам, сама се шминкам. Зашо не му се јави на Васе? Васе веде мейкап. Да. Викам, му се јавив, ама не можеше, викам, многу рано, викам, Тамара, Жарен би за... Дали си ти нормална, ти не знаеш да се нашмикаш, кој знае на шо ќе личиш, не знаеш тендана, тоа е телевизија, не идеш надвор. Извини, Тамара, ама ја мислам дека, шо викаат овие од Парексела. Да. И чекај, тоа знае да ескалира до момент кај што не си правите муабет или не сте такви? Знае. Знае да ескалира и да ме избрише од сите можни мрежи. Те брише? Ме брише, да. Блок на Вибер, такви работи? Блок на Вибер, на WhatsApp, на Инстаграм ме брише, на Фейсбук ме блокира. Добро до душе Фейсбук неаме ни она ние од април месец минатата година. На све ме брише. На све ме брише и онда имаме потешкоти, ако ќе ме врати, онда имаме потешкоти у комуникација, конкретно на WhatsApp, пошто WhatsApp тоа го памти, и онда ја која се јавам, би пишува на available. И праќам порука, ај, жив ти све јави, мислам, не можам, стварно мислам, дај види тоа, или угаси го телефонот. Ама она е таа што брише, така? Апсолутно. Не си ти? Апсолутно. Ја заборавам све за 2 сата. Да. Она е устање да се љути 5 дена да не се јави. Ама и сама и поминува, веројатно. Апсолутно, сама и поминува и онда и се јаваја на мама после 3 дена. Ма жал ми е. Ама љута сум и пак.
Добре, мама онда изиграва умпровор, или тато, или мама, некој од нив двајца Точно. изиграва. Добро, што направите, бе, сте поначите, као да имате по 12-13 години. Така. Вук е, демек, по-освестен од вас две и по-разбран. Се случува, ама тоа затоа што сме толку поврзани, многу сме поврзани, као од црева. Као од црева сме поврзани. Она е моја половина, мислам, она е... Јин-јанг. Апсолутно, и тоа е многу нормално и природно да ние така се... Али мала која беше, се случуваше, мене другарки да ми дојат у соба, она е мала, 4-5 години. Сака да се дружи. А ние по 14-15 години, разбираш? Женски. Да, и она, да ни гледа у зуби, ја викам, ај скачај, молим те. Ама сакам со вас да седам, тука поинтересно ми, не сакам тамо со мама, досадно. И јас штрак, има и одма плаче. И одма кај мама, и мама, што се деси? Зашто ја удри? Штрак! И тука пред другарките. Мамо, и така. А беше, циркус ме драма. Typical evening, кај Давчевич. На Тодевски. Кај Тодевски, да, сори, така. Знаеш дека еднаш ги не најавија на некоја телевизија во Београд сестре Давчевич. Да, се сеќавам. Милан Давчевич одма му се јави на Димитровски, на Мачка. И си видел како су их па најпопуларниот презиме, па како да ти кажеш? Нормално одма почна да го товари. Нормално. И така, што ти кажеш? Смешно. Слушај, знаеш што сакам да ти пуштам еден спот, сакам да ти пуштам да те вратам назад при крај сме вака со времето, многу одамна да те вратам. У времето кога им гостуваше на Студени нозе. Ау! Леле, мајко! Овој спот е... Леле, мајко! Значи, ја мислам дека нема пооткачен спот. Нема. Знаеш ли кој го правеше спот? Кој? Срđan Јаничиевиќ. Па, очигледно. Што е? Леле, види го Вук! Точно. Вук со шминка, човече. А не, ти беше ли чудно кога снимав тебе? Ова го снимавме. Да си речеш, чекај бре, што правиме? Ова го снимавме, па, знаеш што, од мала сум таква. Ви што пресо? Ова со риба, вистинска риба ли е? Која ми ја даде риба. Права риба? Бог да чувај, добра. Зошто рибава искача од очи на маскава злата? Не знам, прашај го Срđan, немам појма. Види. What the? Ба не знам, страшно. Али види што е интересна работа. Од како почнав да се бавам со оваа работа, никогаш не сум им се мешала на режисерите, на сценаристите, на знаеш, ако е тоа така напишано, валјда они знаат најдобро. Шо имав ја тога со 18 години, човече. Му пеат брадавиците. Страшно. Ја имав тука 18 години, човече. Стај таму еден стол. 19. Ама шминкава моја, само Кармин. Дали ти провали? Ја имам само Кармин. Ништо нема друго. Ништо нема друго. Бог да чува. Ова беше хитиште. И тоа, чекај, текстот, ако не се лажаме... За билката која што лекува. Да, ама кој го пишува? Горан Стојановски. Инспектор Томе. Од кај па тоа, не знам како се случи да во студио кај Валентино Скендеровски се погоди Горан. И Горан седна и ја напиша песната за 15 минути. А кај ви... Ја конзумиравте билка во моментот? Па ја конзумиравме билката што лекува, зошто да? Така? Па да. И Горан вика, ја ќе пишам песна за тоа. И Горан вика, ја ќе пишам песна за тоа. Шо имавме, бре, шо имаше Горан тогаш, само што заврши академија. Горан колку, 23 години, да? Па така нешто. Бе, клинци бевме. И ништо, и седна, напиша, цапа и... Чекай, ти се дружеше така со овие, со постариве, да ги речеме, тие... Не, јас се дружев со Сури и со Лео. Они беа другари од мало. Мислам, како ти кажам. Немаше план ти да пееш нешто? Ма кој е црнопланови, што ти е на тебе? Така е, све дојдено? Све, така, ајде да направиме песна. Ова беше голем хит, човече. Каква песна, бе? Па ти знаеш да пееш, ми вика Лео. Кој знае да пее, бе, дали си нормален? И нема везе, ја снимивме песната. Неколку години подоцна Дуке Бојаджиев исто така ми седна на кичма да снимиме песна и се пријавивме на Скопски фестивал. Која беше да? На Скопски фестивал 94-та година, тоа е година дена после снимање на Мари на Уред Клима. Јас ја снимив песната, ја пеев у дует со извесен Зоки, како се презиваше човекот? Ќе го најдеме после во монтажа. Ја мислам дека го нема тоа на YouTube. Не? Не.
Скопски фестивал 94-та. Подсети Дук ми, ја што беше пишуваш. песната? Верувам јас, веруваш ти, во новиот ден, во новите сни, постојам јас, постоиш ти. Не ми се верува. Денес еден со друг сме најсилни. Ти си ја слушаш Кога секој ден, бе. мислиш ти, се е залудно, кога утрото нема сјај. Еј, ми текна на песната. Ете бе, не само што ти текна, ја младеш, човече. Не ми се веруе. Браво. Ете, видиш тоа. И бевме втори од жири. Аха. И не, трети од жири, втори од публика. А која ти е најмерак вака од твоите старива? Пошто нели новиве ги знаеме српските песни, окей, ама некој од овие постарија, кој ти е со мерак да си се навратиш онака? Од македонските песни? Од твоје, да. Па има една песна што ја снимивме 2006 година, више бев и те како во Да, Србија. навлезена и така дале. Да. Така е. Дојчиновски, Владимир Дојчиновски дојде на идеја да ми напише песна, да ја отпеам на Скопски фестивал. Изгрев се вика песната. Аха, добро. И она, ја мислам дека ми е она најдраг, не мислам, него тврдам, најдрага од сите песни што ги имам снимено на македонски. И знаеш да си ја пееш така само? Како не? Браво. И нема тешко, пусто, празно, болно, солзи нема, кога сум пред него се разлева по земја. И нема тешко, пусто, празно, болно, кога денот планина го раѓа и сонцето од неа изгрева. Да, бе, да. Е, сега да имаш, ќе имаш аплус, ама... Да. Ето, Ама све онлайн. Нема публика, све онлайн. Онлайн. Све онлайн, дава. Што правиш? Ништо, еве. Ова се за тебе нормално си одат кај тебе овие работи од Good Nature, тоа Да, не е чајчињата? нашиот пријател, Го има ли ова чајче? Мора да го има тоа чајче. Мора да го има, многу убаво чајче. И ПКБ-та од ПКБ-ско тоа идат кај ПКБ-ско. тебе. А знаеш што за крај? Дали ти... Крај? За крај. Каков крај, бре? Ова е изненадување сега. Ама чекај, каков крај? Крај, треба да си одиме дома. Но, не пред да ја Жарко, запееме лажеш. Маре Маријана. Лажеш! Да, само рефрен. Ја учеше? Научена е. Не ми се Одиме вере. вака. Ама мене не ми е јасно каква вие е сите крај. Ја заедно. мислев уште ќе Не се бе, дружиме. дека тек сега почнуваме. Мислам, ние може да продолжиме кога ќе ги изгасиме камерите. Маре има уред клима, млади мозок и во зима, зимно време ветар дува, дрма тресе по... And once again! Маре има уред клима, млади мозок и во зима, зимно време ветар дува, дрма тресе Бог да чува. Сега можете аплауз да дадете, барем така скромен. Да, спонтан аплауз из студија. Последно пат кога беше? Пред 6 години? Така нешто. Па кога почна преспак да се снима. Така беше? Така е, има помалку го од 6 донесе години. куќето. Се сеќаваш? У студио го донесе куќето, може беше друго куќе тогаш, ама и тогаш беше подличен. Па тоа беше предходникот на Баџа, Луле. Тој веќе не е меѓу нас. Не. Добро. Отиде. Ова беше за него, ете. He's gonna to the better place now. Изекли. Ама зашто е крај? Ќе Па дојдеш пола пак? ствари не Кога кажавме. ќе се вратиме во студио. Па Овој некогаш, не го бива. некогаш прочем се надевам дека кога ќе заврши оваа пандемија, Некогаш ќе се вратиме во студио. некогаш ќе се вратиме во студио каде што ќе има и публика и се. Чулте, Господ. Многу те сакам. И ја тебе, Жаре, срце мое, фала ти што ме One and угости. only. Тоа е тоа. Се гледаме следниот пат во студио. Па и вие да ни дојдете.